Обвинителството за организиран криминал и корупција досега за 12 обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста дава согласност да бидат амнестирани. Во обвинителството со кое раководи Вилма Русковска пристигнале 29 барања за политичка слобода. Скопското обвинителство се уште дава мислење. Ја известуваме јавноста дека денеска во јавното обвинителство пристигнаа вкупно 66 барања за амнестија доставени согласни законот за амнестија од страна на Основниот суд Скопје 1 Скопје. Во основното јавно обвинителство Скопје пристигнати се 37 барања за амнестија. Поднесените барања се доставени до надлежните обвинители кои постапувале по предметите. По нивното разгледување ќе биде доставено соодветно мислење до судот. Откако ќе ги добијат мислењата од судот, информираат дека тогаш ќе го почитуваат рокот од 5 дена за да излезат со одлуки. Во кривечени денеска шефот на судот Иван Џолев не решил кој да одлучува за амнестијата. Добрила Кацарска, која е судечки судија за големиот предмет за собраниските инциденти или кривичниот совет на Скопска единица. Судиката Кацарска е на ставот ако таа одлучува ќе го прекрши законот за кривична постапка, навлегувајќи во надлежност на кривичниот совет. По поддршката од адвокатите на страната на Кацарска застануваат и од коалицијата Сите за правично судење. Коалицијата Сите за правично судење го поддржува ставот на судечкиот совет по предметот за настаните од 27 април и упатува апел кон законодавецот да издаде формално дополнување на законот за амнестија, со кое надлежноста за одлучување за примена на амнестијата ќе се додели на советот. Од коалицијата законот за амнестија го оценуваат како конфликтен, го оспоруваат навлегувањето на законот на тоа кој да биде амнестиран.